Универзитетот Гоце Делчев има можност да ги слушне ставовите на Министерството на образование, односно да не биде презентиран законот кој што е во подготовка. Ние како универзитет веќе имавме можност да изразиме одредени дискусии и да разговараме на оваа тема и денеска ќе биде токму моментот кога нашите ставови околу новиот закон за високо образование ќе бидат продискутирани. Генерално јас сум задоволен од тоа што на Универзитетот Гоце Делчев се прифаќа потребата од нов закон кој што ќе даде јасна квалитативна рамка за развој на универзитетите и на високото образование, кое што ни е според нашите видувања навистина неопходно. Рековте дека имате формирана комисија, кои се генералните забелешки за овој закон? Значи, имаше многу забелешки, синтетизирани се генерално забелешките и денес ќе бидат од наша страна презентирани. Забелешките се однесуваат. Една од забелешките беше околу нормализирање на условите, односно да нема разлика помеѓу големите и малите универзитети, да се сведат, например, на професор, на 100 професори, еден проект или еден труд на еден професор, за да можеме да ги постигне, за да и големите и малите имаат исти услови пред законот. Тоа беше дискусија, вклучување на Скопус базата како релевантна за овој дел на Европа, бидејќи Скопус базата е исто така квалитетна и малку порегионално завртена, вклучува многу поголем број на конференции во своето цитатно тело. Тука се однесуваат главните забелешки. Другите забелешки се повеќе формални и сигурен сум дека ќе ги во дискусија ќе можеме брзо да се договориме околу тие теми. Вечерва сум на Универзитетот Гоце Делчев во Штип на петата јавна расправа за Законот за високо образование и Законот за квалитет во високото образование. Остануваат уште две да ги завршиме во текот на оваа недела и сметаме дека веќе ќе ги имаме сите забелешки кои академската заедница ги дава на двата закони, после што ќе пристапиме на корекција на прифатливите забелешки. Верувам дека можеби ќе останат една-две кои дополнително ќе треба работната група малку посериозно да ги разгледа за да донесеме соодветно решение. Кога ќе се заврши тој процес, законот ќе биде поставен на ЕНЕР уште релативно кратко време, неколку дена, за да може академската заедница да ги види забелешките, брзо да изреагира и потоа оди во владина процедура. Зошто? Затоа што на Македонија е неопходно ново законско решение за високо образование. Потребно е подкрепање на квалитетот на високото образование, во кое академската заедница професорска, од и студентите се дел од академската заедница, ќе покаже проактивност, особено во научните истражувања, затоа што едукацијата и научното истражување во нашиот образовен систем и не само во нашиот се две нераздвоени целини. Не може да имаме добар професор на академско ниво кој не ги следи новините во неговото поле, подрачје или област, нека биде тоа, бидејќи технолошкиот развој во овој момент и не само технолошкиот, целиот свет подлежи на силни промени и ние мора да ги подготвиме нашите студенти, нашите идни академски граѓани, нашите луѓе кои ќе се вклучат на пазарот во труд, да ја зајакнат државата, односно да обезбедат просперитет на државата. Нашите студенти не се само потребни да ја продолжат академската заедница и работата во академската заедница, тие треба да се вклучат во стопанството, во приватниот бизнис, за да бидат додадена вредност на нашата економија, за да можат тие што е можно побрзо да се вклучат во светските текови, во европските текови, каде што целиме да отидеме и да станат конкурентни и на европскиот и на светскиот пазар, а со тоа да придонесат за развој на нивната држава.